Поранешната председателка на Советот за македонски јазик Симона Груевска ја образложи својата оставка преку објава на Facebook. Таа тврди дека во текот на мандатот немала средба со министерот за култура и туризам Зоран Љутков, ниту поддршка за активностите поврзани со одбележувањето на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Груевска посочува дека настаните биле организирани без финансиска поддршка од институциите и упатува критики дека јазикот се користи декларативно, без реални грижи и приоритет во буџетските политики. Досегашниот директор на македонската радиотелевизија Маријан Цветковски е назначен за нов директор на фондацијата Скопје Европска престолнина на културата 2028. Цветковски до април годинава раководеше со МРТ, пошто презема нова функција во фондацијата што ќе ги координира активностите за проектот Скопје 2028. Фондацијата е формирана од град Скопје и ќе управува со реализацијата и финансирањето на манифестацијата. Неговото претходно раководење со јавниот сервис беше проследено со јавни и политички критики поврзани со уредувачките одлуки и работењето на МРТ. Карциномот на тироидната жлезда може целосно да се излекува, доколку се открие навреме, вели хирургот Андреј Арсовски во новото видео интервју кое го водеше колешката Валентина Ангеловска. Арсовски истакнува дека заболувањата на тироидната жлезда се меѓу најчестите ендокрини нарушувања, а во последните години се бележи и пораст на случаите на карцином, делумно поврзан со современиот начин на живот и изложеноста на зрачење. Арсовски нагласува дека со навремена диагноза процентот на излекување може да достигне до 98%, а пациентите по терапија можат да продолжат со нормален и активен живот. Целото интервју можете да го погледнете на нашиот YouTube канал. ЕСМ во текот на 2025 година платило околу 3 милиони евра за закуп на капацитет на гасен терминал што воопшто не го користел. Според податоците од финансискиот извештај, трошоците за останат наем значително се зголемиле, при што се исплатени дополнителни средства и во 2024 година. Од ЕСМ појаснуваат дека се работи за резервиран капацитет, а не за потрошен газ, и дека договорот е склучен на долг рок со цел обезбедување енергетска сигурност и алтернативно снабдување. Жена на 58 годишна возраст во Битола забременила со инвитро процедура и очекува тројка. Како што изјави доктор Таше Трпчевски од Битола, ова е трет обид со инвитро за пациентката и нејзиниот сопруг, а ултразвучниот преглед ја потврдил тројната бременост. Докторот наведува дека станува збор за редок и комплексен случај кој бара внимателно и мултидисциплинарно следење во текот на целата бременост. Со среќа! Националниот парк Пелестер доби нова обележана кружна планинска патека долга 16 километри со поставени 72 знаци и патокази. Од паркот информираат дека патеката го поврзува инфоцентарот со Цапарски вир и Ротинско езеро, со цел да биде полесно достапна и за помалку искусни посетители. На 13 јуни ќе биде промовирана и со специјален настан кај Ротинско езеро, а од управата нагласуваат дека новата сигнализација треба да придонесе за поголема безбедност и уживање во природата. Новитети во Советот на град Скопје. Советниците поставуваат прашања, на крајот топтан ќе им се одговараат. Во Советот на град Скопје од денеска се применува нов начин на поставување и одговарање на советнички прашања, што предизвика реакции од дел од советниците. Според новата практика, најпрво сите советници последователно ги поставуваат прашањата, а дури потоа градоначалникот и службите даваат одговори усно или писмено.
Новиот начин на одржување на советничките прашања предизвика реакции кај опозицијата. Од СДСМ, Левица и Знам сметаат дека со ваквата практика се ограничува дебатата и се намалува можноста за непосредна расправа по поставените прашања, додека од групата советници од ВМРО ДПМН посочуваат дека целта е поорганизирана и поефикасна работа на седниците. Седницата продолжува со над 30 поставени прашања, пошто се очекуваат одговори од градоначалникот и јавните предпријатија. Повеќе на оваа тема во текстот на Нета Стојковска. На плоштадот Скендербек ќе се гради албанска библиотека, најави градоначалникот на Чаир Изет Меджити. Според најавата, општина Чаир ги започнува постапките за трансформација на просторот во современ библиотечен центар наменет за ученици, студенти, истражувачи и граѓани. Меджити оцени дека проектот ќе придонесе за културниот и образовниот развој на заедницата и ќе создаде нов простор за читање, учење и истражување. Протестите во Албанија ги исплашија туристите, се откажуваат резервации за летните одмори. Туристичките работници пријавуваат откажување од повеќе европски земји, меѓу кои Германија и Словачка, како и намалена продажба на туристички аранжмани поради неизвестноста околу состојбата во земјата. Од туристичкиот сектор предупредуваат дека протестите негативно влијаат врз имиџот на Албанија како летна туристичка дестинација. Најмалку 4 лица загинаа, а повеќе од 10 се повредени во новите руски напади врз Харковската област. Украина продолжува со дронски удари. Секојдневните руски напади со цивилни жртви се засилуваат во последните месеци, додека Украина возвраќа со свој напади со дронови длабоко на руската територија, наведувајќи дека тие главно се насочени кон воени и енергетски објекти. Бројот на жртви од силниот земјотрес што го погоди јужниот дел на Филипините се искачи на 37, а 4 лица се уште се водат како исчезнати. Спасувачките екипи продолжуваат со потрагата во најтешко погодените области на островот Минданао, каде што земјотресот предизвика уривање на објекти, свлечишта и прекини во снабдувањето со струја и вода. Според властите повредени се најмалку 479 лица, а 10.000 жители се погодени од катастрофата и привремено ги напуштиле своите домови. Израел уби најмалку 14 луѓе во Либан, оштети локалитет заштитен од УНЕСКО. Нападите следуваат по новата ескалација на тензиите меѓу Израел и Иран и размената на оган меѓу двете земји. Според либанските медиуми, меѓу погодените локации и подрачја во близина на центар на Црвениот крст во градот Тир, каде што има жртви и повредени, вклучително и медицински персонал. Израелскиот министер Бен Гвир е под истрага во Италија за тортура и киднапирање активисти од флотилата за Газа. Италијанските обвинители отвори истрага против израелскиот министер за национална безбедност поради третманот на активистите од хуманитарната флотила за Газа. Истрагата се однесува на сомнежи за тортура и киднапирање на италијански државјани кои биле меѓу приведените активисти по пресретнувањето на флотилата. Бен Гвир ги отфрли обвинувањата и порача дека нема да се повлече, додека случајот дополнително ги засилува меѓународните реакции кон постапките на Израел во врска со конфликтот во Газа. За денеска толку. За се повеќе се читаме на slobodенpečat.mk. До гледање.